Во неколку американски градови, меѓу кои Лос Анџелес, Њујорк и Вашингтон, дојде да собири протести откако големата порота на Мисури во понеделникот гласаше да не го обвини полицаецот Дарен Вилсон за убиството на 18-годишниот Мајкл Браун, што се случи на 9 август годинава во Фергусон. Ова убиство потикна неколку неделни повремено и насилни протести во Сент Луис и уште еднаш ги нагласи долготрајните расни тензии во подрачјето во кое доминираат афроамериканци. Како и да е, големата порота не најде причина да покрене обвинување против полицаецот Дарен Вилсон. Поротата составена од 9 белци и 3 црнци го покрена случајот кон крајот на август и оттогаш сослуша многубројни сведоци како и патолози за да го преиспита убиството. Агенциите подсетуваат дека големата порота одлуките ги носи со консензус. Семејството Браун изрази длабоко разочарување од ваквата одлука која пак предизвика нереди пред полицискиот оддел во Фергусон и на улиците околу Сент Луис, при што имало запалени неколку полициски автомобили, ограбени продавници, а биле слушнати и истрели. Семејството Браун повика на мирни протести, а тоа го направи и американскиот председател Барак Обама, кој им порача на демонстрантите да не предизвикуваат насилства, а на полицијата да покаже воздржаност. And so we need to accept that this decision was the grand jury's to make. There are Americans who agree with it. Треба да прифатиме дека таа одлука беше направена од големата порота. Постојат американци кои се согласуваат со неа и американци кои се длабоко разочарани, па дури и лути. Тоа е разбирлива реакција, рече Обама, додавајки. We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson. This is an issue for America. Мора да признаеме дека ова не е прашање само за Фергусон, ова е прашање и за Америка. Ние направивме голем напредок во расните односи во текот на изминатите неколку децении. Јас сум сведок на тоа и мислам дека негирањето на таквиот напредок е негирање на капацитетот на Америка за промени. Обама дополни дека се уште има проблеми, но и за тоа не се виновни само обоените заедници. Одвојувајќи го тоа од оваа конкретна одлука, постојат прашања во кои често постојат чувства дека законот се применува на дискриминирачки начин. Јас не мислам дека тоа е вистина за поголем дел од заедниците или за поголем дел од полициските службеници. Тоа се реални проблеми и мора да ги живееме, а не да ги негираме или да ги злоупотребуваме. Мора да ги разбереме за да се справиме со нив. Тоа, како што додаде американскиот председател Обама, нема да биде направено со фрлање шишиња, со кршење автомобили и со користење на ваквите случаи како изговор за вандалско однесување или за повредување луѓе. Во Фергусон, според Обама, постојат начини за конструктивно канализирање на загриженоста на луѓето.